овој модул на обука за сезонските пожарникари, кој што е согласно националната програма на владата. Програмата за обука беше во согласно со законските одредби и донесените програмски решенија за обука на сезонски пожарникари, каде што е регулирано во Законот за заштита и спасување, односно и Законот за пожарникарството. Во текот на вчерашниот ден, согласно модулот беше испланирана теоретската обука, односно теоретскиот дел од обуката, каде што беа опфатени програмски содржини кои што треба на идните кандидати, односно кандидатите и идните пожарникари, да им биде објаснета целокупната процедура за професијата пожарникар, односно како е регулирано согласно законските обврски и надлежности, законските права и должности на секој учесник на оваа обука. Најпрво, на теоретскиот дел мораше да биде објаснето во делот на превентивните активности, односно што се подразбира во делот на теоријата на горењето и палењето, односно потребните услови за горење, како настанува пожарот, видовите на пожар. Посебен акцент беше ставен на пожарите на отворен простор, бидејќи ова целна група е токму наменета за гаснење на пожари на отворени простори. Покрај основните хемиски процеси на горење беа објаснети и процесите на гаснење. Понатаму во теоретскиот дел беше објаснета личната противпожарна опрема за лична заштита и лична опрема за работа и понатаму во делот на колективната или заедничката противпожарна опрема. Откако беше објаснет делот за противпожарната опрема, се пристапи кон теоретскиот дел за тактичкиот настап во услови на подготовка и интервенција на пожари на отворен простор. Беа објаснети целокупниот асортиман од основни средства за гаснење и специјални средства, како што се лични алатки и прибори и понатаму до специјални возила и воздухоплови, како што се авиони, трактори, канадери, хеликоптери и така натаму. Целокупниот момент во делот на теоретскиот дел беше нагласен моментот за внимавање околу личната безбедност, бидејќи огнот представува една феноменална појава, многу интелигентна појава, а оној кој што треба да се справи и да гасни, треба да биде рамноправен и да биде подготвен да го прифати тој предизвик, за да може да одговори за најпрво доколку е можно истиот да се спречи, да се локализира и целосно изгасне. Да го чуваме стово, продолжуваме ние како група се преместуваме, фактички го делуваме по фронтот на пожарот. Цело време работиме по линијата на фронтот. Големи, огромни површини, со стотици километри, со 20 километри, не можеме да толкова. После теоретскиот дел од првиот ден, во вториот дел, согласно програмските активности, имавме директно запознавање со целокупната опрема која што е потребна за интервенција на пожари на отворен простор. Најпрво се работеше за запознавање со личната опрема на секој пожарникар, значи она што треба на себе да го носи од одело, обувки, значи заштита на делот на главата, заштита на лицето, на екстремитетите, значи ракавици, комплетно одело. Понатаму во делот на заштита на дишните органи, употреба на заштитни маски, односно доколку е потребно и употреба на изолациони апарати за одредени средини каде што имаме значи целосно намалена концентрација на присуство на воздух, односно кислород. Од оние директни основни алатки кои што можат да се применат за гасење на пожари на отворен простор, најосновни беа спомнати, односно и се предвидени со програмата за употреба на грбните прскалки, односно техничкото име на производителот на претњачи, така се и познати помеѓу пожарникарството. Тие беа целосно објаснети за начинот на нивното носење, поставување, полнење и практична употреба, нормално и нивно одржување.
и ефектот од нивното гаснење. Понатаму бевме запознати и со она опрема која што може да помогне за гаснење на пожари на отворен простор, тоа се изворите за вода, односно доколку изворот на вода е од противпожарно возило, тогаш е начинот на употребата на противпожарните црева, значи зборувавме за противпожарни црева, зборувавме за употреба на противпожарните млазници, видови на црева, видови на млазници, понатаму други извори на вода кои што можат да бидат искористени со поддршка и логистика од страна на останатите служби за дотурна вода, односно потреба на резервари кои што можат да бидат поврзани редно, серијски или паралелно од различни извори, за да може за тие непристапни предели и места каде што нема можности да пристигнат противпожарните возила, односно да имаме континуиран доток на вода, во тој случај имаме и таков начин на дотурна вода, а секако искористување на природните капацитети. Научивме начин на пуштање на линија, поврзување на линија со целокупната арматура, начинот на собирање, одржување и чистење на целокупната опрема. Пред практичниот дел на употребата на овие средства за директна употреба на фронтот на пожарот, најпрво кандидатите беа обучени за практична примена на рачниот алат и прибор со правење на така наречените противпожарни појаси и препреки, каде што научија во однос на самиот наклон на теренот, да практично применат алатки и да видат начин на припрема на заштитен појас, доколку се работи за пожар кој што е приземен или површински, и опасноста од проширување, односно од преминување на пожарот од приземен во крошнасти или да имаме комбиниран пожар. Беше објаснет начинот за правилниот распоред на самите гасначи, нивното безбедно растојание, безбедните појаси и начинот на излекување и главната улога за проценката на лице место на пожарот во однос на сите услови кои што ги диктира самиот пожар. Секако е тука и факторот време, временските услови, надворешните влијанија на ветрот, температурата, самата вегетација, теренот и подготвеноста на самите гасначи. Се беше пројавен максимален интерес од сите учесници, покажаа голема заложба и успешно ги совладаа основните техники кои што претходно беа набројани. И на крај, секој пожарникар и како и секој еден граѓанин кој што треба да знае да употреби противпожарен апарат, согласно класата на пожарот, им беше овозможено на секој учесник да проба и да активира и да изгаси пожар од типот на класа ТА, цврсти горливи материјали, запаливи течности, гасови и нормално претпоставка дека гасниме електрична енергија со оние средства кои што не се животно загрозувачки при нивната интервенција. И на крај направивме една симулацијска вежба со употреба на односно согледување на физичката спремност, работа во тимови. Кандидатите беа изложени на активност за движење во височина, да бидат опремени со личната противпожарна опрема и она опрема која што заеднички се користи за евентуално гаснење, да го осетат самиот товар, движењето по скалите, по висина и спуштање од височина. Значи, тоа се случува исто и на отворените простори, кога имаме движење на одредени наклони кои што имаат јак успон или има голем агол на спуштање, каде што може да биде и живото загрозувачки нивното неправилно движење од можности за повреди. Мислам дека ова обука сепак, иако беше дводневна и кратка, но ја добија основата за следниот чекор, кој што треба да продолжат во противпожарните единици или да бидат ставени во системот за
заштита и спасување, односно и гаснење на пожарите на отворен простор, ќе можат директно и веднаш да се вклучат во идните следни тактички действија за ваквите услови и гаснење на пожари на отворени простори. Мерката е извонредна, од она што можеме да го видиме од овие 2 дена обука. Во сите градови младоста преовладува кај кандидатите и убеден сум дека сите тие ќе бидат идните борбени сили во противпожарната заштита. Извонредна мерка, можеби требаше да се реализира неколку месеци порано, но се уште не е доцна, бидејќи гледаме во иднината и гледаме да оваа група на млади лица ги мотивираме да навистина останат во оваа бранша долги години. Ние реализираме обуката во 13 регионални центри, тоест 13 градови. Најголем дел од лицата ќе бидат распоредени во територијалните единици, со тоа што на територија на Македонија по потреба на Дирекцијата за заштита и спасување на поголеми интервенции можат да бидат повлечени и да бидат во трупите кои едноставно се ангажираат на поголеми пожари. Што значи имаме регионално распределување по место на живење и по потреба би биле распределени низ старата територија на Македонија, таму каде што имаме сериозно големи пожари. Јас пред сакам да се заблагодарам на оваа група на млади луѓе кои се појавија на обуките и кои покажаа огромен интерес. Ве уверувам, има огромен интерес и спремност кај нивна страна да бидат професионално ангажирани. Се надевам дека понатаму покрај овој прв дел ќе се способат да станат и професионални пожарникари и спасители и дека ќе бидат гордоста на Македонија. Мислам дека сум спремен доволно психички и физички за да ги поминам сите овие проверки за да бидам професионален пожарникар и мислам дека се потребни нови млади генерации за да успешно може да гасат и да се справат со пожарите во Македонија. Јас сум Давид Кметовиќ, доаѓам од Скопје, имам 20 години. Мојата мотивација за да аплицирам на овој конкурс е што ми се отвара убава прилика за овиднина да станам професионален пожарникар. Мислам дека тоа ми е желбата од помали нозе. И оваа професија ја одбрав затоа што треба голема спремност, храброст и срце, а јас тоа го имам и спремен сум да работам за државата. Секое знаење што го добив вчера и денеска е корисно и за мене и за тие околу, затоа што не дај Боже може да дојде до некоја ситуација, да знам барем основното да помогнам. Би сакал да бидам професионален пожарникар, затоа што чувството што го имам и адреналинот да помогнам на друг, тоа е неописливо.